Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Преку кампањата Купувај домашни земјоделски производи се очекува да се стимулира домашната економија и македонските земјоделци. Вечерва во рамките на Европската недела на мобилност, Критична маса организира групно возење велосипед низ улиците на Прилеп и вечерна проекција на филм Педали и приказни. Нов директор во гимназијата Мирче Ацев. Пимболгарскиот клуб Младост 96 со надеж дека ќе обезбеди титула и во машка и женска конкуренција. Времето денеска променливо облачно, посвежо, ветровито со сончеви периоди во текот на денот. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Министерот за земјоделие Цветан Трипуновски од Прилеп најави засилена кампања Купувај домашни земјоделски производи. Тој очекува со кампањата да се зголеми потрошувачката на домашно произведени земјоделски производи и да се поттикне локалното производство. Кампањата Македонско најдобро која што ја почна Министерството за земјоделство, односно владата, е со цел да ги стимулираме домашните потрошувачи, да поткренеме националната свест и малку и патриотски да настапуваме, да си го трошиме она што во Македонија се произведува. Целта на оваа кампања е да, метафорички кажано, дадеме еден сериозен аплауз на сите земјоделци кои што произведуваат земјоделски производи, нормално и на македонските компании кои што работат преработки од земјоделски производи, бидејќи тие компании плаќаат даноци, вработуваат луѓе, а со оваа кампања сакаме преку зголемената потрошувачка директно да им помогнеме во делот на нивната екзистенција, рентабилност и зголемување на своите капацитети. Вечер возење велосипед низ улиците на Прилеп. Во рамките на Европската недела на мобилност Критична маса, вечерва ќе биде организирано групно возење велосипеди низ улиците на Прилеп и вечерна проекција на филмот Педали и приказни. Предходни 11 години, секоја последна среда во месецот, се организираме и возиме по градските улици со цел да крајниме свеста како на корисниците на велосипедот, така и на корисниците на сите останати начини на транспорт, автомобили, автобуси, пешаци, дека велосипедот представува начин на транспорт. Не е само спорт или забава. Едноставно, велосипедот представува начин на транспорт низ градот и
светските истражувања покажаа дека тој начин на транспорт е најефикасен, најодржлив и затоа апелираме до секој месец апелираме до институциите во Прилеп дека потребно е подобрување на велосипедската инфраструктура во градот, а со тоа да се зголеми безбедноста на сите учесници, како велосипедисти, пешаци и автомобили. За утре, во рамките на кампањата, е најавен бесплатен градски превоз во текот на целиот ден. Снежана Спирковска е именувана за нов директор на гимназијата Мирче Аце во Прилеп. Снежана Спирковска е именувана за нов директор на гимназијата Мирче Аце во Прилеп. Спирковска е професор по биологија и таа сега ќе раководи со Прилепската гимназија на местото на Весна Михајловска, која напушти оваа функција. Пинг-понгарскиот клуб Младост 96 најави обезбедување на титулата во машка и женска конкуренција. Ланска година не успеавме да освоиме титулата, загубивме во финалето од Пинг-понгарскиот клуб Крива Паланка со 2:0. Меѓутоа годинава мислам дека сме први фаворити за освојување на титула. Годинава ние појдовме чекор напред, покрај играчкиот кадар кој што го имавме од минатата сезона, се засиливме со двајца изворени играчи, младинскиот репрезентативец на Бугарија Георги Стојанов и добро познатиот и искусен прилепски пинг-понгар Џоко Јочковски, кој во оваа сезона ќе биде во двојна улога во нашиот клуб, односно и како играч и како тренер. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно, посвежо, ветровито со сончеви периоди во текот на денот. Дуваше умерен наместа повремено засилен ветар над 60 км на час. Кон крајот на денот облачноста се намали, информираа од управата за хидрометролошки работи. За утре метролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.